Лидерот на ВМРО ДПМН со видеопораки им се обрати на пратениците на владеачкиот СДСМ. Од нив бара да не гласаат за предлог преговарачката рамка, документ дел од францускиот предлог која веќе е примена во собранието и се чека да биде ставена на дневен ред на пленарна седница. Не подлегнувајте на притисоци, им вели Мицкоски на социјалдемократите, а за возврат нуди повлекување на барањето за предвремени избори. Пратеници од СДСМ, ви отфрлете информацијата на владата, а јас ви ветувам дека нема да барам избори и ќе поддржам опстојување на оваа влада, па макар било тоа и малцинска. Само Македонија да не биде уценета и понижена и да не се прифати она што сега ни се нуди. Мојата понуда е честна и искрена и таа е водена исклучиво од интересите на народот и иднината на нашата Македонија. Пратеници од владеачките партии, ви повикувам да застанете со нас, со народот на Македонија на вистинската страна од историјата. Повикот на Мицкоски доаѓа по синоќешната седница на Централниот одбор на СДСМ на која беше донесена едногласна одлука со која се поддржува процесот за почнување преговори со Европската унија. Јас сметам дека Мицкоски треба да ги повика дел, ќе потенцирам дел, не сите пратеници од ВМРО ДПМН, да престанат да прават блокади, обструкции, да одработуваат за туги центри и туги држави кои што не им мислат добро на државата, да дојдат на пленарната седница и да дискутираме и дебатираме и ги соочиме аргументите и на крајот од денот донесеме заклучоци. Заклучоци кои што ќе обрзат оваа и секоја наредна влада, бидејќи процесот трае подолг временски период, во делот на спроведување на процесот да се зачува чистиот македонски јазик, да се зачува македонскиот идентитет. Позицијата на дел од помалите партии е дека треба да се има консензус во собранието при усвојувањето на заклучоците. Демократскиот сојуз изготви своји предлози во кои, како што велат, се заштитени националните интереси. Ставот на Демократскиот сојуз е дека околу оваа стратешко прашање, значи прашање сврзано за нашите стратешки национални државни интереси, дека треба да се обезбеди поширок консензус и во таа насока треба парламентот да донесе заклучоци прифатливи за мнозинството пратеници или за сите битни политички партии застапени во парламентот, вклучително и опозицијата. За натамошниот тек на ЕУ процесот денеска телефонски разговарале македонскиот и чешкиот министер за надворешни работи. Чешка, која од Франција го презеде претседавањето со Унијата, го поддржува забрзувањето на проширувањето кон Западен Балкан, со што ќе се овозможи просперитет, но и отпорност на регионот кон надворешни влијанија. Истовремено, шефот на чешката дипломатија, Јан Липавски, му пренел на Бујар Османи дека се подготвени за брзо организирање на првата меѓувладина конференција, откако Северна Македонија ќе го одобри европскиот предлог. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.